Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите крем колач со ананас. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи. За пандишпан 6 јајца, 120 грама шеќер, 120 грама брашно. За крем 200 мл млеко, 5 јајца, 1 ванилин шеќер, 20 грама желатин, половина литра сладка павлака, 700 грама кругови конзервиран ананас, 300 грама шеќер, 50 грама чоколада за готвење, сол. Потребното време за подготовка на овој десерт е 70 на минути, не сметајќи го времето за ладење. Прво почнуваме со подготовка на пандишпан. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги посолуваме. Додаваме 5 лажици шеќер. Матиме со миксер додека шеќерот не се растопи. Во садот со жолчките го додаваме преостанатиот шеќер и матиме со миксер. Изматените жолчки ги додаваме во садот со изматени белки. Го додаваме и брашното. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тркалезниот калап за печење со четка го намрсуваме со масло. Калапот го набрашнуваме. Потоа го нанесуваме тестото за пандишпан во калапот. Калапот го ставаме во редна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме кремот. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Садот со жолчките го ставаме на пареа. Во садот ги додаваме млекото, 100 грама шеќер, ванилиниот шеќер и желатинот. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Го тргаме садот од оган и оставаме кремот да се излади. Ананасот го сечкаме на парчиња и го ставаме во блендер. Потоа го миксаме ананасот. Калапот со испечениот пандишпан го вадиме од редна. Во сад за матење ја ставаме сладката павлака. Матиме со миксер. Во садот ги додаваме изладениот крем и измиксаниот ананас. Матиме со миксер додека смесата се соедини. Го отстрануваме страничниот дел од калапот и го отсекуваме горниот дел од пандишпанот. Горната кора од пандишпан ја вадиме од калапот. Потоа го враќаме страничниот дел од калапот. Со лажица долната кора пандишпан ја попрскуваме со млеко. Врз пандишпанот во калапот го нанесуваме кремот со ананас. Во сад на пареа ги ставаме белките. Посолуваме. Белките ги матиме со миксер. Додаваме 200 грама шеќер. Откако шеќерот ќе се растопи, го тргаме садот од огнот. Изматените белки ги нанесуваме врз кремот во калапот. На ситната страна од рендето врз белките ја рендаме чоколадата. Оставаме колачот да се лади 2 до 3 часа. Ги отстрануваме страничниот и долниот дел од калапот.
Колачот го сечкаме на парчиња. Едно парче ставаме на чинија за сервирање. Украсуваме со полукругови конзервиран ананас. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 70 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!